Здраво, јас сум Јелена Ѓорѓев, програмер, блокчейн експерт и технолошки консултант со долгогодишно искуство во модернизација на системи, автоматизација и паметни дигитални решенија. Мојата мисија е да го направам преминот кон сметководство 4.0 практичен, разбирлив и остварлив за секоја фирма. Денес сум тука да ви помогнам да се запознаете со тоа што следи, особено ако сакате да го направите тој чекор свесно, паметно и навремено и да ја искористите технологијата за поголема ефикасност, сигурност и вредност во вашата работа. Добре дојдовте на ова денешно предавање. Денес навистина ми представува чест што можам да зборувам со професионалци кои како и јас ја чувствуваат тежината и одговорноста на оваа професија и истовремено ја гледаат нејзината иднина. Сметководството од секогаш било професија која што бара прецизност, интегритет и дисциплина, но денес бара и нешто многу повеќе, тоа е флексибилност, анализа, технолошка интелигенција и подготвено за постојана промена. Она што ќе го направиме денес е да ја отвориме вратата кон оваа нова ера на сметководството, не само како техничка дисциплина, туку и како интелигентна, стратешка професија, што има капацитет да ја води организацијата, а не само да ја следи. Денешната публикација има 3 цели. Прво, да разбереме каде е светот во моментот, второ, да видиме каде сме ние и трето, да видиме кои можности ги имаме за да се позиционираме како професионалци кои не се плашат од промените, туку активно ги водат. Сакам од почеток да кажам нешто важно, дека ова не е предавање што сака да ве уплаши, напротив, ова е предавање што сака да ве оспособи, да ви даде сила, да ве направи уште повредни во организацијата. Технологијата не е тука да не намали, таа е тука да не засили и денес ќе видиме како токму тоа можеме да го постигнеме дури и во сферата на сметководството. Минатата година имавме слично предавање каде што разговараме за ланските трендови и она што допрва се тестира и се очекува. Многу често разговаравме за вештачката интелигенција, за блокчейн како технологија, за тоа како тие веќе започнуваат да се користат и да го менуваат сметководството. Напоменавме неколку апликации кои што се широко распространети и познати, како Xero, SAP, QuickBooks, Zoho Books. Тогаш ги разгледувавме како алатки што воведуваат нови можности. Но ако погледнеме што се случи само за една година, ќе видиме дека всушност се случи огромен скок. Она што беше функција во тестирање, сега е стандард. Алатките што ги разгледувавме лани, денес работат со целосно технологија на вештачка интелигенција, со целосни копилоти базирани на вештачката интелигенција, автоматски откриваат грешки, создаваат предвидливи модели и нудат препораки што до вчера ги дававме само ние луѓето. Ова е многу важен момент. Светот се движи многу побрзо од она што го очекувавме. И првата лекција е дека ние како професионалци мораме да бидеме во тек, што се она што се случува денес, и не само со тоа што се случува денес, туку со тоа што ќе биде за 6 месеци, за 1 година, за 2 години. Зошто? Затоа што промените, што порано траја 10 години, денес траат 1, а можеби и помалку. Кога зборуваме за сметководство 4.0, не зборуваме за некоја мода, тренд или некаков маркетинг збор. Зборуваме за една неизбежна еволуција што веќе се случува пред нашите очи. И овој термин всушност е многу значаен затоа што носи историска тежина. Ако погледнеме наназад, секоја индустријска револуција ја менувала структурата на општеството и начинот на работа. Првата ни донесе машини кои што го заменија рачниот труд. Втората
ни даде електрификација и масовно производство. Третата ја донесе дигитализацијата, компјутерите, интернетот, ERP системите. Четвртата, онаа во која сме денес, ја носи интелигенцијата. Системи што разбираат, системи што учат, предвидуваат и одлучуваат. Во рамки на сметководството, ова значи дека стариот модел на работа, кој што е модел заснован на внесување, обработка и проверка, веќе не е оптимален. Односно, повеќе не е доволен. Сметководството 4.0 бара од нас да бидеме не само точни, туку и стратешки. Да не бидеме само техничари, туку да станеме аналитичари. Клучниот момент тука е следниот. Технологијата сега ни овозможува да ја префрлиме рутината на машините, а човекот да ја превземе вредноста во одлучувањето. Тоа е суштината на сметководство 4.0. Машините да работат со податоците, а ние да работиме со нивното значење. Ова значи дека професијата сметководител станува повозвишена, а не помалку важна. Ние конечно, како сметководители, би излегле од сенката на оператори и би влегле во улога на финансиски архитекти, луѓе кои градат, кои предвидуваат, кои анализираат, кои водат. Ако претходно сметководителот реагирал, денес тој предвидува. Ако претходно сметководителот проверувал податоци, денес тој управува со ризиците. Ако претходно сметководителот ги подготвувал бројките, денес тој ги толкува бројките за менаџментот. Оваа револуција не е во иднината, таа веќе се случува. И прашањето не е дали ќе сме дел од неа, туку како ќе бидеме дел од неа, на кој начин. Ке разговараме сега околу преминот, познат како дигитализација, автоматизација и интелигенција, и за да можеме да разговараме за ова и да го разбереме, важно е најпрво да ги разликуваме овие три различни фази, затоа што многу организации мислат дека се модерни, а всушност се уште се заглавени во првата фаза, односно во дигитализацијата. Дигитализацијата всушност представува копирање на оно што го правевме на хартија во дигитален формат. Не се скрати ниту една постапка, ниту помалку внесување, ниту ништо, освен што се скрати користењето на хартија и пенкало и се замени со користењето на компјутер и принтање на истите тие хартии. Меѓутоа, ова беше моменталниот вау, но пред 15 години, наместо картија, сега имаме PDF, имаме Excel, немаме физички архиви до тој степен, повеќе се ние во фолдери. Но процесите суштински не се променија, само се префрлија на друг медиум. Организацијата стана дигитална, но не паметна. Повторно го правиме истото што го правевме на хартија, само дигитално. Потоа следи втората фаза. Втората фаза е автоматизацијата. Фаза кога машината ги прави оние рутински работи наместо нас. И ова беше вториот скок. Имаше системи што автоматски почнаа да пресметуваат ДДВ, да праќаат фактури и така да прават различни пресметки, со што веќе се скрати дел од работата и дојде до големи заштеди на времето. Но таа и понатаму, како процес автоматизацијата е глува, таа само извршува, не размислува. Третата фаза е веќе фазата на интелигенција. Имаме системи веќе што разбираат, што учат, што предвидуваат. И ова е моментот кога машината станува партнер, а не алатка.
Затоа што овие интелигентни системи може да откријат нелогичност, може да предупредат на ризик, може да идентификуваат измама, да анализираат различни трендови, да предвидат ликвидност, да предложат оптимални одлуки. И ова е моментот кога веќе вовлегуваме во свет каде што човекот има увид, машината има моќ, но заедно имаат резултат. Значи, преминот од дигитализација преку автоматизација до интелигенција, исто како преминот од велосипед кон авион. Исто, повторно ние се движиме, меѓутоа брзината, начинот на движење, попаметно, поефикасно, се е различно во авион отколку на велосипед. Да бидеме искрени, секој сметководител го знае ова, но ретко кога јавно се зборува. Кои се болните точки во традиционалното сметководство? Традиционалното сметководство е оптоварено со проблеми, што не се резултат на лоша работа, туку резултат на застарени алатки. Премногу рачна работа. И тоа не води до замор, до стрес, до грешки. Повеќето сметководители трошат најмногу време на најмалку вредните задачи. И тоа создава замор, создава нервоза, недостаток на време за вистински важните работи, како што се препораки, стратегија, анализа. Па поради стресот од немањето доволно време, за тоа што ни треба или премногу изгубено време поради некаква грешка, можеме да направиме уште повеќе грешки кои што ќе не водат до уште поголем замор и стрес и така натаму, и тоа е еден циклус кој што не прекинува. Втората болна точка, премногу системи, многу хаос, со цел да бидеме достапни на сите можни начини, да ми олесниме работата на клиентите и така натаму, си формираме хаос на наша страна. Еден документ ни се наоѓа во e-пошта, другиот ни е на Google Drive, третиот ни е пратен во Viber, четвртиот ни е на компјутерот кај колегата. Не знаеме каде е најновата верзија, па дали се уште е достапен фајлот, па некој да не го изменил, да не го избришал, па дали сега колегата е на работа да можам од кај него да ископирам фајлот. Значи, тоа е рецепт само за страф, за стрес и за доцнење. Немаме достапност до податоците 24/7, немаме еднаков стандард на податоците, се е на премногу страни, треба губиме време и меморија да памтиме каде ни се сите работи, во тој хаос да можеме да се снајдеме и не знаеме дали имаме точната верзија, најновата верзија, дали најновата е најточна, дали интегритетот на податоците не е уништен, дали некој случајно не ги изменил или ги избришал. Премногу хаос. Третата болна точка, недостаток на интеграција. Повторно многу рачна работа. Кога системите не функционираат, човекот станува мост меѓу нив. И тоа е најлошото можно решение. Ревизијата трае премногу долго. Не затоа што ревизорите се бавни, туку затоа што податоците не се спремни, а не се спремни поради сите овие работи кои што ги говориме. И грешките се откриваат прекасно. Грешка откриена на крајот на месецот боли многу повеќе отколку таа откриена истиот ден, затоа што таа на крајот на месецот сега не тера да правиме дополнителни проверки да видиме да не и други работи ни се грешни поради таа грешка. И овие болни точки ја прават работата потешка отколку што треба да биде, постресна и позаморна. И токму затоа интелигентната автоматизација ни доаѓа како спас. Не за да ја замени човечката работа, туку да ја направи нормална, лесна, современа. Чести анализи се прават во последно време. Прво да спекна кои би биле
професиите кои што би останале актуелни во наредните 5, 10, 15 години, или нови типови на професии кои што ќе се отворат поради вештачката интелигенција, какви нови практики и техники луѓето треба да учат за да бидат во тек и така натаму. Меѓутоа, има и еден куп анализи од тоа што очекуваат компаниите и клиентите денес и во блиската иднина. И како се изже од се она што го најдов како податоци, токму ви го пренесувам сега во ова предавање на овој слайд. И сватив дека, односно тоа го претпоставував, само ми се потврди, дека компаниите и клиентите имаат сосема поинакви очекувања денес отколку пред само 5 години. И тоа не е затоа што побарале повеќе, туку затоа што сега увиделе дека технологијата им покажува дека тоа повеќе е возможно. Тие сакаат да имаат податоци во моментот, real time data. Значи не на крајот на неделата, не месечно, не квартално, веднаш, кога и да сакаат да проверат, да им бидат достапни информациите и податоците. Затоа што светот работи многу брзо. Тоа значи дека и одлуките мора да бидат брзи, а за да се донесе одлука, треба да има достапност до податоци. Исто така, сакаат предвидувања, не само извештаи. Секако извештаите се многу важни, за да можеме да знаеме што било, да можеме да видиме некоја можна грешка, да видиме некоја одлука, какви резултати донела, да можеме да направиме споредба со тоа што се случува денес со претходната година или поголем период, за да ни помогне да донесеме добра одлука, меѓуоште потребно е да имаме предвидување. И тоа предвидување не се заснова само врз база на историските податоци, туку тоа е предвидување кое што се заснува и во однос на анализа на пазарот, анализа на конкурентни или слични компании, какви одлуки донесуваат тие, ако имаме дури податок како тие одлуки влијаеле, добро или лоши, до кој степен, на нивната бизнис стратегија, понатаму да видиме што се случува во светот на ниво на берза, на ниво на светски настани кои што може да делуваат врз нашата одлука, промени на закони и регулативи. Значи, оваа анализа и ова предвидување кое што ни го нуди вештачката интелигенција, и тоа со многу голема прецизност, и како нас ни помага заедно со историските податоци за нашиот бренд и нашата компанија да дојдеме до предвидување кое што ќе можеме да знаеме унапред со колкав процент тоа може да се случи и да ја донесеме подобрата одлука. Тоа е суштината на современата финансиска улога која што треба да ја имаме. Исто така, денешните компании и клиенти сакаат транспарентност, сакаат сметководство што не крие, туку открива, што не чека, туку предупредува. Значи да си има таа транспарентност помеѓу нивната комуникација. Сакаат сметководител кој што ќе биде советник, а не техничар. Да може да разговараат за прашања што мислиш за ова, дали ова е паметно, дали ова како ќе влијае на кеш флоу. Таквите прашања стануваат се почести, да можеме да им дадеме совет базирајќи на сите овие анализи, стратегии и предвидувања. А може би ние како сметководители да ги поставиме истите прашања за некоја идеја или одлука која што сака компанијата или клиентот да ги направи. Значи, во денешно време клиентите, компаниите сакаат инсайт, не само бројки. Бројките самите по себе не значат ништо. Тие стануваат вредни само кога ќе им дадеме значење. Ако имам на еден лист напишано, пример број 5, јас не знам што тој означува. 5 јаболки, 5 години, 5 метри, 5 како бројка без никакво значење. Што е тоа 5? Се додека
не го ставам во облик на контекст, например да напишам метри до него, да знам дека се работи за некаква должина или растојание. Јас, бројката сама по себе ништо не ми значи. Мора да биде ставена во контекст, да имам целата информација за таа да се претвори од податок во информација, да и се даде суштина и значење и да добие вредност таа бројка. Значи, и тоа всушност го сакаат и клиентите, и компаниите во денешно време. Сакаат суштина, сакаат значење од бројките, а не само ние да им предадеме броеви. Кога зборуваме за RPA или роботска процесна автоматизација, не зборуваме за физички роботи, туку за дигитални работници кои завршуваат делови од нашиот работен ден со брзина и прецизност што човек едноставно не може да ја постигне. И овие дигитални роботи се всушност софтверски ботови што може да симулираат човечко кликање, внесување, копирање, проверка, анализирање и така натаму. И можеме да ги замислиме како еден идеален вработен, кој што никогаш не се заморува, никогаш не прави грешка, работи 24/7, никогаш не заборава, секогаш ги следи правилата, никогаш не оди на годишен одмор на боледување и така натаму. RPA е една од најмоќните технологии во финансискиот сектор, затоа што го решава токму тоа што нас не убива во секојдневната работа. Сите мали, повторливи, досадни, технички, монотони задачи што никогаш не завршуваат. Во традиционалното сметководство, 60% од времето оди на активности што немаат интелектуална вредност, што представуваат само механички чекори. И RPA токму го превзема тој дел. Например, автоматски внес на фактури, кросчек со банкарски извештаи, автоматска проверка на бројки, препознавање и категоризирање на трансакции, креирање на репетитивни извештаи, праќање подсетници, подготовки на податоци за ревизија. И што е најубавиот дел? RPA не функционира сам, туку во комбинација со сметководителот. Тоа значи дека нам ни остануваат паметните делови од работата, анализата, толкувањето и донесувањето на одлуки. Слично како кога некој би ви ги зел сите оние тешки куфери од раце и вие само треба да си го носите вашиот пасош и новчаник. Значи, RPA и да уживате во разгледот на патувањето каде што сте. Значи, RPA е она што ја носи тежината, а вие сте тие што ја носите вредноста. И ова е точка, односно момент на ослободување на сметководителот, а не на негово заменување. Вештачката интелигенција е следниот логичен чекор по RPA. Затоа што додека роботот извршува задачи, вештачката интелигенција ги разбира тие задачи. И тоа е суштинската разлика. Вештачката интелигенција не е само алатка што пресметува. Таа е алатка и што мисли. Барем во смисла на анализа на преголем број на податоци, препознавање на различни шаблони и донесување на логички заклучоци. Во однос на сметководството, ова значи дека веќе не мораме да ги ловиме аномалиите, туку тие сами ќе ни се појават. Не мораме да пресметуваме сценарија, тие самите ќе ни се предложат. Не мора повеќе да носиме одлука без податочна поддршка, системот веќе ќе предложи која е најверојатното сценарио. Например, со користењето на вештачката интелигенција може да се спореди секоја трансакција со историја од, пример, последните 3 години. Да се препознаат невообичаени вредности.
да се спореди со други клиенти или добавувачи, да предвидиме ризици во кешфлоу, да се моделираат најразлични сценарија, како например, што ако го зголемиме трошокот за 10%? И по таквата анализа, стратегија и предвидување кое што ќе ни го изработи ние, ќе знаеме дали е навистина добра одлука да го зголемиме трошокот за 10%. Можеби можеме и за повеќе, можеби треба за помалку, можеби никако не треба тоа да си го дозволиме. Може да препознае измамен облик на однесување, дали нешто представува потенцијална измама. И ова не е фантазија, тоа веќе функционира во оние апликации кои што ги спомнавме, како Xero, SAP, Zoho Books, QuickBooks, Oracle и многу други системи. Меѓутоа, кое е значењето на ова за нас? Тоа значи дека веќе не мораме да ловиме грешки, ќе ги гледаме и не мораме да правиме различни анализи, затоа што ќе ги добиеме на готово и не мораме да стануваме пророци. Технологијата ќе ги направи предвидувањата. Човекот останува да биде мозокот. Значи, вештачката интелигенција станува едно супер око, што гледа се што сме пропуштиле, оне што не сме можеле го видиме, некоја настаната грешка и така натаму. Меѓутоа, човекот останува мозокот да размисли како сега тоа што го видело окото нас ќе ни делува, каква одлука треба да донесеме и така натаму. Значи, ова е симбиоза помеѓу човекот и вештачката интелигенција, не е конкуренција. Под облачни екосистеми или cloud екосистеми и real-time соработка се подразбираат сервиси кои што ги нарекуваме cloud или облаци, кои што не е само место каде што се чуваат фајлови. Облакот е новиот оперативен систем на сметководството. Мислете на облакот како на заеднички мозок за целата организација. Се е таму. Документи, фактури, договори, банкарски трансакции, различни ревизорски траги, анализи, биланс, напомени, автоматизирани правила и најважното е дека се е достапно во моментот кога ни треба. Например, не мораат ревизорите да бараат документи, си имаат пристап до нив самите. Менаџментот не мора да бара извештај, статистиките се генерираат во реално време кога имаат потреба тоа. Нема хаос од 10 верзии на истиот Excel, постои само една вистинска точна верзија на едно место. Нема испрати ми го фајлот. Значи се е централизирано, видено, достапно 24/7 од страна на сите. Во традиционалниот модел информациите патуваат многу бавно. Во облачниот модел информациите се како жива течност, постојано присутни, ажурни, достапни без одложување. Ова многу оменува начинот на работа. Кој елиминира хаосот, кој намалува ризикот од грешки, кој намалува времето потребно до донесување на одлука. И уште нешто многу важно. Облакот го прави сметководството тимска дисциплина, не индивидуален подвиг. Сите гледаат истото, сите имаат ист пристап, сите работат синхронизирано. Значи, ова представува основа за една модерна финансиска организација. Сега ќе направиме мало освежување на паметењето од минатата година, но секако со повеќе детали. А оние кои што немаа шанса да присуствуваат на минатото предавање, таман ќе добијат информации во преглед на овие најпознатите системи како Xero, SAP, QuickBooks и Zoho Books, затоа што овие системи имаат огромна длабочина и многу од нивните најкорисни можности не се секогаш очигледни на прв поглед.
Дополнително ќе ги разгледаме и со нова перспектива, не само како алатки, туку и како екосистеми кои што можат целосно да го променат начинот на кој што функционира една финансиска служба. Ксеро, познат како мало сметководство, е многу повеќе од тоа. Многумина го знаат како лесен минималистички софтвер, но реалноста е дека Ксеро е многу подлабок од колку што изгледа. Има неколку функции кои што обично луѓето не знаат дека постојат. Првата му е Bankfeeds, каде што има 100% автоматизација. Со овој модул Ксеро има еден од најсилните системи за банкарска поврзаност во светот. Автоматски ги увезува транзакциите, ги категоризира, учи од изборите на сметководителот. Втор многу добар модул е Xero Hub, кој што представува централен панел за ревизори и сметководители. Изгледа како мало контролно седиште за фирмите кои што управуваат со многу клиенти, затоа што преку тој контролен панел овозможува мониторинг на активности, на грешки, на документи, фактури кои што недостасуваат, какви таскови, односно активности има тимот и така натаму. Има и Xero Projects, кој што има мини ERP функционалност, да може да ги следи проектите, трошоците по проект, колку се тие профитабилни по клиент. И многу од фирмите кои што го користат Xero не се ни свесни дека има оваа опција. Има многу богат интеграција на Marketplace, каде што се поврзува со повеќе од 1000 различни апликации, значи скоро секој CRM, Payroll, Invoicing систем или Warehouse се поврзува со Xero. Има достапно за поврзување до секакви веб апликации, бази на податоци, податочни системи, системи за наплата и така натаму. И има Intelligence Plus, тоа е нешто ново во 2025 година. До сега тоа му е најголемиот апгрейд, каде што веќе добива предвидувања, идентификација на аномалии, кешфлоу ранливости и препораки за подобрување на процесите. Значи, со вештачката интелигенција, Xero стана мал аналитичар, а не само софтвер за bookkeeping, односно за сметководство. Следната алатка е секако кралот на корпоративните системи, тоа е SAP. SAP е гигант, но не секој знае неговата вистинска моќ. И минатата година, го разгледувавме како голем ERP, денес ќе разгледаме некои од неговите функционалности подетално. SAP во себе има FICO, односно она што е основата на финансиската архитектура на корпорациите. Тоа е срцето за финансии, контрола, буџетирање, планирање, управување со ризици. Се е интегрирано, ништо не стои буквално во изолација. SAP има и така наречен SAP Analytics Cloud, кој што возможува различни анализи, сценарија, предвидувања, Deep Analytics, KPI, дашборди и многу побрзо отколку ги рачуна работите, она што порано технички се правеше во Excel. Понатаму имаме SAP Ariba, кој што служи за следење на различни добавувачи договори и може комплетно да ја замени целата организација и тим за набавки, транспарентно и автоматизирано. Понатаму имаме SAP S/4HANA, односно најбрзиот ERP мотор, кој што овозможува обработка на милиони трансакции во реално време, благодарение на in-memory технологијата вградена во себе. Понатаму имаме најголемиот скок на SAP е со појавата на Joule,
или неговиот копилот на база на вештачка интелигенција. Вградувајќи оваа нова интелигенција, го направи САП на вистина современ, затоа што автоматски предлага финансиски анализи, пишува извештаи, следи ESG параметри, детектира ризици, неправилности и многу важно одговара на прашања во природен јазик. Затоа што САП стана сега систем што разговара со сметководителот, значи веќе не е само ERP, туку е целосен екосистем со веќе интегрирано решение базирано на вештачка интелигенција. QuickBooks исто така се смета за едноставен, но е многу понапреден од она што се мисли. Многумина го гледаат QuickBooks како некој лесен bookkeeping систем за мали фирми. Тоа беше точно до пред неколку години, но не е точно денес. Најпрво има паметна категоризација, значи QuickBooks учи со секој внес. После неколку недели, 80% од транзакциите се категоризираат сами и точно. Она што го има ново е детекција на аномалии. Тоа е многу потценета функција. Значи QuickBooks сигнализира за двојни внесови, за сомнителни дневни трошоци, транзакции кои што не се вклопуваат во однос на прегледот на историјата, најразлични манипулации. Понатаму има QuickBooks Payroll плюс Contractor Management. Значи многу фирми не знаат дека QuickBooks има payroll систем за плати со голема автоматизација во себе. Исто така има Rule Automation систем што возможува секој тип на трошок да има свое правило по продавач, по износ, по опис, по локација, по многу параметри. И има така наречен Cash Flow Planner, која што исто така е многу силна алатка, што делува изненадувачки добро со клиентски податоци. Значи QuickBooks денес е совршена алатка за мали и средни организации кои што сакаат комбинација од автоматизација и вештачка интелигенција без да навлегуваат многу во мултислуженоста на ERP системите. И Zoho Books, една од најтаинствената и најмоќна алатка. Многу фирми ја потценуваат Zoho затоа што мислат дека е ефтина или едноставна. И тоа е една од најголемите заблуди, затоа што Zoho е еден цел екосистем со повеќе од 60 поврзани апликации. Меѓу кои најважните се Zoho CRM плюс Zoho Books, која што ја прави совршената интеграција. Нема ништо посилно од ова за фирми кои што работат со продажба. Значи секој договор автоматски станува фактура, буџет, проект. Имаат и паметен асистент, наречен Zia, која што може да анализира различни приходи, да предвидува трошоци, да пишува извештаи, да идентификува ризици, да открива неправилности. Zoho има инвентори менеджмент, односно магацински систем, што многу ERP системи го немаат. Има клиентски портал, значи фирмите сами може да комуницираат со клиенти директно преку овој портал, што е супер од аспект на транспарентноста. И секако Zoho прави речиси се што прави SAP, само со помал обем и помала цена. Дефинира проекти, понуди, задачи, автоматизации. Значи, можеме да кажеме дека е најдобриот избор за фирми што сакаат CRM плюс финанси во еден екосистем, без да купуваат 10 различни системи. Значи, овие алатки веќе не се само софтвер. Тие представуваат деловни партнери. Не ги заменуваат сметководителите, туку ги ослободуваат, ги засилуваат, ги подигнуваат на едно повисоко ниво. По последните 12 месеци или една година,
Финтек индустријата направи скок што порано ќе траеше цела деценија. Она што пред само една година беше во фаза на тестирање или во план да се случи, денес е активен дел од софтверите кои што ги користиме секој ден. И оваа еволуција не е случајна и доаѓа од три огромни притисоци. Првата е растечки регулативи. Втората е потреба за реал-тајм податоци и третата е појавата на вештачката интелигенција како алатка задолжителна за опстанок. Користејќи ги поради овие притисоци и користејќи ги сите оние вредности кои што веќе големите системи ги имаат, и самите успеаат да евалуираат и да еволуираат и да се надградат, па така Xero од обична bookkeeping алатка дојде интелигентен финансиски партнер. Минатата година Xero беше лидер во леснотијата, но годинава со Intelligence Plus кој трансформира системот во мини аналитичар. Значи Xero може да изврши автоматско предвидување на готовински тек, откривање на необични активности кај клиенти и добавувачи, предлози за подобрување на процеси, паметна категоризација што станува се подобра со текот на времето, автоматско генерирање на KPI и коментари, систем што порано само внесуваше, сега веќе и размислува. SAP од секогаш бил гигант, но честопати премногу тежок за користење. Со појавата на Julie во 2025 во оваа година, го направи SAP поинтуитивен од кога било. Сега менаџерите може да го прашаат како ми е ESG перформансот овој квартал, или ревизорите може да побараат покажи ми ги ризичните трансакции во последните 90 дена. Сметководителите може да ги добијат предвидувања за ликвидност со еден клик. Значи SAP не е само ERP, тоа е веќе интелигентен мозок. QuickBooks огромен напредок со неговата детекција за аномалии. QuickBooks стана многу популарен затоа што беше едноставен, а сега е популарен затоа што е паметен. Системот открива дупликати, сомнителни внесови, недоследности во описите, променети шаблони кај клиенти и трошоци. И го прави тоа без човек да притисне ниту едно копче. Zoho Books во 2025 воведе огромни подобрувања со ZIA, CRM, Finance и Analytics под еден покрив, целосна финансиска анализа со природен јазик, следење трендови, предупредување за ризици, падови во продажба и така натаму. Секој менаџер може да добие микроконсултант во системот. Следи најтешкото прашање: кој софтвер да се одбере? Сите се добри, сите звучат совршено на хартија. И правилната алатка е како правилен избор на обувки. Џабе колку и да се убави, ако бројот не ни е точен, нема можеме да ги употребиме. Едно од решенијата е нивната категоризација на следниот начин, што не значи дека мора да биде така и дека важи за сите, секогаш имаме исклучоци, меѓутоа обично за мали фирми се препорачува Xero или QuickBooks, затоа што малите фирми пред имаат ограничен буџет, но имаат голема потреба во автоматизација. И овие алатки се идеални затоа што не бараат IT тим, едноставни се, нудат автоматско категоризирање, имаат различен фит од различни банки, се доволно моќни за правење на анализи. За средни фирми пак, би рекла Zoho Books,
посебно за CRM со Finance. Средните фирми имаат комбиниран дел, продажба, проекти, магазин, HR. И Zoho е совршен затоа што сите тие работи ги опфаќа во еден екосистем, нема потреба од 10 различни системи. За големи фирми секако, SAP, Oracle, Dynamics, че големите фирми бараат сериозно управување со ризици, со логистика, со ревизии, со GDPR и други регулативи, со глобални операции. SAP е идеален кога процесите се огромни и комплексни. Изборот на правилната алатка значи пред се брзина, точност, стабилност и можност за раст. Се друго води до хаос, до грешки и до непотребни трошици. Ајде да позборуваме малку за RegTech, за една од најважните, но најмалку објаснети области во модерното сметководство и финансии. Многумина слушнале за неа како технологија, меѓутоа малкумина навистина разбираат што представува. И тоа е нормално, затоа што RegTech е релативно нов термин, кој започна да се користи сериозно пред само 5-6 години, но од 2024 и тековнава 2025 веќе стана критичен дел од финансиската технологија. Па, ајде да видиме што точно е RegTech. RegTech е кратенка од Regulatory Technology, односно технологии кои што им помагаат на фирмите автоматски да ги исполнат сите закони, регулативи и стандарди што важат за нивната индустрија. Со едноставни зборови, RegTech е технологија која автоматски се грижи да не прекршите некој закон, представува дигитална замена за десетици различни проверки, контроли и усогласувања и опфаќа системи кои што ја чуваат фирмата од казни, ризици и лоши практики. Пример за закони и регулативи кои што бараат RegTech прво е GDPR, односно Законот за заштита на податоци, AML, односно Законот за против перење на пари, Anti-Money Laundering, закони за финансиска транспарентност, закони за корпоративно управување, стандарди за ESG, односно еколошки, социјални и управувачки параметри. RegTech е клучен, бидејќи денес законите и законските барања се многу повеќе на бројот порано, построги секако, а фирмите едноставно не може да ги следат веќе рачно. И зошто е сметководството прва линија на RegTech? Затоа што сметководителите и финансиските тимови се директно засегнати, затоа што тие се тие кои што ги чуваат податоците, тие ги подготвуваат извештаите, тие ги процесираат трансакциите, тие комуницираат со ревизори, со банки, со регулатори, тие се одговорни за точноста, транспарентноста и интегритетот на податоците кои ги користат. Затоа RegTech ги прави сите овие процеси пофлексибилни, побезбедни, автоматизирани и проверливи. Клучните области каде што RegTech ја менува играта е спречувањето на перење пари. Односно, најголема улога има во anti-money laundering регулативите. Значи, ваквите регулативи бараат фирмите да препознаат сомнителни трансакции, да следат невообичаени или необични однесувања, да идентификуваат клиенти со различни профили и со ризични профили, да анализираат образци што наликуваат на незаконски активности. RegTech системите прават милијарда проверки за неколку секунди, што е невозможно со колкав и да имаме човечки тим. Пример за такви AML RegTech функции, односно поврзани со регулативата за односно против перење на пари, е автоматско откривање на сомнителни трансакции, следење на фреквенциите, износите, локациите, скрининг на клиенти преку различни глобални листи, санкции и така натаму, известување до релевантни институции, психологија на трансакциски образци, препознавање на различни шаблони и патерни. Денеска со користењето на вештачката
Вештачката интелигенција се открива 30 до 50 пати побрзо измами отколку на традиционалните методи. Второто клучна област, каде што рековме дека ректек е многу важна, е GDPR регулативата, која што е една од најстрогите регулативи во Европската Унија и е регулативата за заштита на лични податоци. Казните може да одат и до 20 милиони евра или 4% од годишниот приход. Со помош на ректек, автоматски се контролира пристапот. Кој ги гледа податоците, кој ги менува, од каде пристапува, што правил со нив. Потоа, ректек управува со чувствителните информации, значи личните податоци мора да се чуваат и уништуваат правилно. Ректек автоматски го прави тоа. Понатаму водење евиденција на обработка. Значи, ако тоа го правиме рачно, ќе имаме тотален хаос. Пака со помош на ректек, тоа е автоматизирано и тоа не доведува до сигурност. Понатаму го следи истекот на податоците, различни измени, бришења, значи системот ќе не предупреди ако некој се обиде да пристапи незаконски, ако премногу често ги менува податоците, ако извезува податоци без дозвола, затоа што GDPR бара Zero Trust принцип, а ректек токму го обезбедува тоа. Исто така рековме не само со закони и регулативи, работи со стандарди, ESG, Environmental Social Governance, станува дел од корпоративниот идентитет. Регулативите ќе бараат фирмите да покажат дека работат етички, работат чисто и одговорно. Но ако сакаме да ги собираме тие ESG податоци рачно е скоро невозможно. Ректек автоматски ќе ги собере енергетските податоци, отпадот и емисиите, транспортни податоци, користење на ресурси, социјални индикатори, показатели за корпоративно управување и потоа ќе ги конвертира во така наречен ESG скор, што е критично за секаков тип за апликација, за банкарски кредити, за инвеститори, за големи клиенти, за јавни тендери, затоа што на овој начин со помош на технологијата ние овозможуваме тој ESG скор да биде точен, да не биде само козметички. И на овој начин сметководителите добиваат премногу предности со помош на ректек. Нема повеќе рачни проверки. Системот сам си го прави тоа. Нема повеќе човечки грешки, што е најголемиот ризик во финансиите, да се направи грешка. Со тоа ректек елиминира таа грешка. Имаме брза ревизија, затоа што се е веќе транспарентно, документирано, проверливо. Автоматски имаме поголема доверба. Регулаторите и партнерите имаат голема доверба во фирмите што користат ректек, токму поради тоа што се намалени грешките, знаат дека се е проверливо, транспарентно и така натаму. Заштита од казни. И ова е реално, затоа што ректек е многу поевтин отколку да треба да платиме една казна. И на овој начин сметководителите добиваат супер моќи. Тие стануваат и аналитичари, и контролори, и стратешки советници. Еве еден практичен пример. Замислеме фирма со 20.000 трансакции месечно. Секој човек, да речеме, може да провери од 100 до 200 дневно. Ректек проверува 20.000 дневно. И тоа не е само обична проверка, туку пропратно доаѓа со анализа, со споредба, со сигнализација, ако нешто не е во ред, со категоризација, со скор за ризик и се тоа во реално време. Значи, ректек не ни е иднина, туку тоа е голема потреба во сегашноста и ниту една фирма не може да биде безбедна, усогласена и одржлива без ректек. А сметководителите се оние што ќе ја водат оваа трансформација. Од секогаш сме велеле дека информацијата е многу вредна
Меѓутоа, особено во 2025 и понатаму, податоците веќе се нова валута. Погрешен пристап или губење податоци може да уништи фирма побрзо од финансиска грешка. Многу е важно да имаме заштита на податоците. Податоците мора да бидат шифрирани и во транзит и во мерување. Тоа значи дека дури ако некој ги украде или пристапи до нив, нема да може да ги прочита. Мора и самиот пристап да биде контролиран. Не секој треба да има пристап до се. Затоа користиме современи системи кои што ќе ни дозволат разграничување на улоги, ограничување на пристапот, логови за секој чекор кој пристапил од каде до што направил и така натаму. Исто така мораме да имаме бекап и рекавери. Значи мора автоматски да се бекапира секојдневен складиран бекап на повеќе локации, затоа што ако нешто се случи, системот мора да може да ги врати податоците за неколку минути. И да ризикува да има неколку минутни загуби, а не со денови. Исто така, мораме да внимаваме на превенција од измами и злоупотреби. Со користење на вештачка интелигенција, системите може да откријат необични трансакции, промени на пристап, манипулации на податоци, затоа што сметководителот станува чувар на довербата, а безбедноста не е работа само за IT секторот, туку за сите во финансискиот сектор. Блокчейн е една од најнеразбраните технологии во сметководството и многумина ја поврзуваат само со криптовалути. Но криптовалутите се само еден продукт од блокчейн како технологија. Таа е многу повеќе од тоа. Во финансиски контекст, блокчейн е револуција во ревизијата, во следливоста, во безбедноста, во транспарентноста. И денес ќе зборуваме токму од оваа гледна точка за блокчейн како сметководствена технологија, а не како криптотема. Блокчейн е непроменлива дигитална книга на записи. Тоа значи дека она што еднаш ќе се запише, не може да се избрише, не може да се смени или манипулира. И ова е најважното нешто што треба да се разбере. Блокчейн е технологија што гарантира дека ниеден запис не може да биде лажен, скриен или изменет без трага. Ако сакам да направам, дури и да сум направила печатна грешка и сакам да го изменам записот, тоа ќе биде нов запис со изменетата точна содржина, а јас секогаш ќе можам да направам traceback историски, да се навратам и да го видам кој бил оригиналниот запис. Никогаш со мојата измена нема да го пребрише стариот запис, секогаш ќе стои стариот запис и новиот запис. Значи, ако традиционалните бази на податоци ги замислиме како Word документ што можеме целосно да го избришеме, да го промениме, да ја смениме само неговата содржина, блокчейн треба да го замислиме како документ кој што се наоѓа во некоја стаклена кутија, сите може да го гледаат, сите знаат дека е таму, ама никој не може да го допре. Сега, зошто е ова важно за сметководството? Затоа што сметководството е пред се работа на доверба, а довербата значи точни, вистински и непроменети податоци. Значи, блокчейнот ја решава една од најстарите слабости во сметководството. Ризикот од манипулација на податоци, без разлика дали тоа било намерна или ненамерна. Сега, како функционира тој така наречен блокчейн audit trail? Значи, кога ќе се создаде еден документ, тој добива свој криптографски печат. Секој документ, фактура, запис, ревизорска белешка или трансакција добива свој хеш. Тоа е уникатен математички код. Ако документот се измени дури со една буква, хешот целосно се менува. Тоа значи дека секоја промена има своја трага, секоја манипулација веднаш видлива, не може да има скриени измени. И ова е револуционерно за ревизорите. Значи, секој, исто така блокчейн, од каде што и доаѓа името, дека е ланчен систем на поврзани блокови. Тоа е како синџир
каде што секој блок е поврзан. Ако некој се обиде да смени еден блок, целиот синџир ќе се расклопи. Ова исто така создава ефект на самозаштита, зашто системот самиот се брани од манипулации. Исто така, веќе немаме еден централен сервер кој може да биде нападнат, да биде украден, да биде уништен, да изгори, да се избрише нешто внатре. Затоа што податоците се чуваат на сите можни компјутери кои што се поврзани на таа мрежа. Треба сите тие компјутери да се уништат, што е невозможно, за да ги изгубиме тие податоци. Дури и 30% од нив да исчезнат, пак на останатите 70% ги имаме тие податоци. И ова го прави блокчейн безбеден, стабилен, неподложен на корупција и неподложен на интерни злоупотреби. Затоа што дури ако биде нападнат некој од тие компјутери и сервери, сите други го чуваат истиот запис и можат веднаш да проверат дали нешто било манипулирано или изменето, или да го повратат она што било уништено. И со помош на блокчейн, самата ревизија станува автоматска, затоа што блокчейн ја елиминира потребата ревизорот да лови документи по имейл, по Google Drive, по различни папки на USB рачни архиви, затоа што со секој запис се е таму, се е верзионирано, се е проверливо, има податок за се, кој го направил, кога, во колку часот, во која минута, што се случило. Секоја трансакција, секој документ ги носи во себе овие податоци. Сега, практично да размислиме како ова би изгледало во една фирма. Да замислиме дека имаме фактура. И сега со традиционалниот софтвер можеме да ја избришеме, да ја измениме, да ја смениме датум, да ја смениме верзијата, да се смени форматот на фактурата и така натаму. Со блокчейн не може да се избрише, не може да се менува, не може да се крие, не може да се смени форматот и дури ако се направи некоја измена, се е видливо, секој чекор, секој човек, секое време, што, каде и кога се случило. И сега, што би добил сметководителот од се ова? Нула можност за манипулација. Нема веќе средувања, исправки без трага, секој запис мора да биде вистински. Значи, интегритетот на податоците ни е проверен и ни е на највисоко ниво. Лесна ревизија. Ревизорите добиваат целосна трага, кој внел, кога, како, од кој уред, што менувал, зошто менувал. Имаме вистинска верзија на податоците, нема 10 фајлови со исто име или финална верзија 2, финална верзија 3, се знае која е вистинската верзија. Исто така добиваме автоматска усогласеност со регулаторите. Значи, блокчейн создава трага што е поусогласено од било што може човечка рака го направи. И секако многу поголема доверба. Инвеститорите, ревизорите, клиентите, партнерите имаат целосна транспарентност, сите може да проверат да видат што се случува. Еве, да речеме, да земеме компанија која што користи блокчейн за евиденција на договори. Договорот се запишува на блокчейн во моментот на потпишување. Ако некој се обиде да го промени хашот, се менува и системот алармира, ревизорот веднаш може да види и да провери која верзија е оригинал и нема веќе спорење, нема измени без трага, нема паралелни верзии. Ова штеди недели работа при секоја ревизија. Значи, кога блокчейн како технологија би бил најкорисен? Во компании со многу документи, во компании со многу вработени во финансии, во компании каде што е потребен висока проверка на ризик од измами или што имаат ризик од измами, во компании што сакаат силна ESG пракса, во компании што работат во повеќе држави, во компании со силни ревизорски барања. Блокчейн е совршен за комплексни околини каде што точноста е критична. Сметководството порано се засноваше на доверба. Сега со блокчейн довербата е вградена во самата технологија, ние само треба да ја употребиме.
Така ќе нема повеќе сомнежи, ќе нема скриени измени, ќе нема повеќе човечки фактор како ризик. Ова е новата основа на ревизијата, усогласеноста и финансиската транспарентност. Ова е сметководството 4.0 во неговата најчиста форма. Кога зборуваме за иднината на сметководството, често слушаме за технологија, за системи, за автоматизација, но вистината е дека најважниот дел од оваа трансформација не е технологијата, туку луѓето, ние, нашите вештини, нашата способност да учиме, да се адаптираме, да размислуваме поинаку. Овие 5 вештини, што ги гледате тука, не се само препораки, ова се основите на професионалецот кој ќе биде релевантен во наредните 10, 20, па дури можеби и 30 години. Првата е податочна писменост. Рековме, податоците се новата валута. Секој број, секоја табела, секој график имаат приказна. Сметководителот на иднината мора да знае да ја чита таа приказна. И не е доволно како сметководители само да внесуваме и да проверуваме податоци. Мораме да умееме да ги поврземе, да ги интерпретираме, да ги претвориме во одлуки. Оној што ги разбира податоците ја контролира реалноста на компанијата. Втората е аналитичко размислување. Со автоматизација на рутината, нашата вистинска вредност ќе биде нашата способност да размислуваме логички, критички, да можеме да идентификуваме ризици, да ги видиме причините и последиците, да предвидуваме. Вештачката интелигенција може да најде аномалија, но човекот е тој што ја објаснува, зошто е аномалија, како може да делува и така натаму. Ја подврзува и одлучува што понатаму. Тоа не прави стратешки, а не административни професионалци. Етиката на вештичката интелигенција е исто така нова, но многу клучна тема, затоа што вештачката интелигенција е моќна, но мора да знаеме кога е правилно да се користи, кога не и како. Мора да знаеме како се чуваат податоците, како да се избегне пристрасност, како да бидеме транспарентни, како да објасниме што значат препораките од системите. Етичкиот сметководител е највредниот сметководител. Комуникацијските вештини стануваат поважни од кога било. Кога како сметководители ќе станеме советници, ќе им објаснуваме сложени бројки на луѓе што не се финансиски лица, ќе влијаеме на одлуки на менаџментот. Добрата комуникација е разликата помеѓу извештајот и влијанието, помеѓу бројката и одлуката. И конечно и најважното, адаптивност и учење. И ова важи за секоја индустрија, секоја професија. Технологијата ќе се менува постојано. И адаптивниот сметководител не треба да чека трендови, туку да ги следи, да учи нови системи, да експериментира, да се подобрува, затоа што само оној што учи расте, оној што стои во место исчезнува. Овие вештини ни се патоказ, но и гаранција дека без разлика колку технологијата ќе се развива, нашата улога ќе остане критична, вредна и незаменлива. Не заменува вештачката интелигенција, туку не надградува. И токму овие вештини ќе не направат непроценливи во светот кој што доаѓа. Кога зборуваме за вештачка интелигенција во сметководството, најлесно е да се зборува за функциите. Но ајде да позборуваме малку и за нешто подлабоко, да замислиме како вештачката интелигенција би го сменила нашиот секојдневен ритам, начинот на работа, приоритетите, професионалниот идентитет. Ова не е мала промена. Ова е прв пат во историјата да ја гледаме професијата да биде ослободена од рутината. Пред вештачката интелигенција, еве да опишеме како изгледа еден типичен ден. Секој сметководител го знае ова. Се почна со внес на фактури, проверуваме кој документ не достига, правиме reconciliation, го следиме банкарското сметководство, анализираме табели со формули што често може да се расипат, проверуваме и поправаме грешки од колеги, бараме фајлови по папки, по мејлови, по драјвови на многу места,
поправаме грешки направени од системот или од човекот, испраќаме барање за корекција. И во многу фирми, 60 до 80% од времето се губи токму на вакви задачи, што не носат вредност, туку носат само обврска. И сега се појавува вештачката интелигенција и што се случува? Ги превзема сите тие задачи кои што не бараат човечко размислување. Не само што ги извршува, туку ги прави и побрзо, и попрецизно, и без грешки 24/7. Вештачката интелигенција ги внесува документите, користи OCR и NLP, контекстуална анализа, која што помага да ги чита фактурите подобро од човек. Го препознава кој е продавачот, кој е износот, кој е датумот, која е категоријата, кој е данокот, описот и така натаму. Потоа ги споредува податоците со историјата. Ако нешто не е логично, сигнализира. Го следи кешфлоу во реално време, дава предупредување ако се случи проблем. Вештачката интелигенција ги анализира трошоците и открива аномалии. Овој трошок е невообичаено висок. Аларм. Ова плаќање не личи на претходните плаќања. Аларм или сигнал. Овој клиент доцни повеќе од нормалното. Сигнал. Исто така генерира извештај автоматски. Баланс, добивка, загуба, трендови, KPI, што и да ни треба, без рачна работа. Го прави ревизорскиот процес многу побрз, ги маркира сите сомнителни трансакции, ги подготвува логовите, ги организира документите. И што добива сметководителот? Повеќе време за анализирање наместо внесување. Повеќе време за работа со клиенти наместо барање фајлови. Дури бидејќи сега има 60 до 80% повеќе време, има капацитет и за нови клиенти, повеќе клиенти. Повеќе време за стратегии, не за апдейтирање табели. Помал стрес, повеќе контрола. Значи, вештачката интелигенција враќа назад суштинската вредност на сметководителот. Анализата, логиката, расудување, предвидување, комуникација. И сега, еден пример како изгледа обичниот ден со вештачка интелигенција. Во 9 часот најновите фактури се веќе внесени. Од 9:05 веќе системот нас ни алармира дека имаме 3 аномалии за разгледување. Од 9:10 кешфлоу прогнозата покажува ризик на 18 во месецот. Во 9:20 клиентот има автоматски генериран финансиски преглед. Во 9:40 се работи на анализа, а не на механика. И што можеме да заклучиме? Дека вештачката интелигенција не го заменува сметководителот, напротив го ослободува, го подига, го прави стратешки, го прави дел од менаџерскиот тим. Ова е најголемата трансформација на оваа професија во последните 100 години. Сега да видиме ова како вештачката интелигенција би изгледала во акција, значи не теорија, туку реална ситуација која што ја доживуваат фирмите во 2025 година. Имаме кейс стади на компанија од 4 до 10.000 трансакции месечно. И ова е типичен случај за средни фирми, а веќе и за многу мали бизниси со повеќе клиенти. Во ваква средина е речиси невозможно човек да провери се. Ризикот од грешки е висок, ревизијата е долга, администрацијата е огромна. Првата проблематична точка – неусогласеност на податоци. Трансакциите доаѓаат од банки, од пошта, од доставувачи, од e-commerce системи, од PayPal, од CRM системи. Секој извор има различен формат, различен изглед, различни податоци. Тоа создава хаос. Што прави вештачката интелигенција? Ги собира сите податоци без разлика на форматот, ги конвертира во еден унифициран формат. Ги проверува на секундарно ниво. Секој запис се обработува низ модели. Историски модел, модел на клиент, според категорија, според однесување, локација и така натаму, според сите оние параметри кои што ни се потребни или сме ги дефинирали. Понатаму, открива аномалии што човек не може да ги види. Например,
еден тип на аномалија. Клиент кој секогаш плаќа на 18, одеднаш плаќа на 3. Системот ќе сигнализира за ние да провериме што е работата. Или трошокот на гориво 3 пати е поголем од просекот. Ќе маркира дека е може некаков ризик. Фактура со иста сума изден из продавач ќе го маркира како потенцијален дупликат. Плаќање со IP адреса од друга држава, кога знаеме дека фирмата работи локално. Повторно ќе го маркира како ризик или индикатор за некаква измама. Некакви трансакции во чудни часови, пример во 2:30 по полноќ, ќе го индицира да го провериме дека може да биде некаков бот или измама. Како ни ја помогна ревизијата? Автоматски создаде листа на ризични трансакции, ревизорски извештаи, хронологија на податоци и трейл за секој документ. Значи, ревизорот веќе нема потреба да бара, да истражува, да копа. Сам системот му го сервира тоа пред него. И кои се резултатите во праксата? Намалување на измами од 20 до 40%, намалување на човечки грешки од 80 до 90%, брза ревизија сведена од неколку недели на неколку часови, подобра ликвидност, помал хаос и стрес, подобра стратегија. Значи, вештачката интелигенција не ни е само алатка што штеди време. Тоа е алатка што го подобрува квалитетот на одлуките и ја штити фирмата од ризици. И сега кога зборуваме за Македонија и поширокиот регион, секогаш слушаме за предизвици. И тоа е реално, но денес ќе ги гледаме и предизвиците, ама и можностите, затоа што регионот има потенцијал да скокне наместо да чекори. Искрено и директно, кои се нашите предизвици? Ограничени буџети, број 1. Многу фирми инвестираат минимално во технологија, тоа води до многурачна работа, до грешки, до неможност за раст, до стар софтвер, но и малите инвестиции во вештачка интелигенција даваат големи резултати. Второто, стапици на навика. Така секогаш сме работеле. И тоа е најголемата пречка. Не парите, не технологијата, менталитетот. Третиот предизвик, слаба дигитална зрелост. Фирмите имаат Google Sheets, Word документи, локални сервери, немаат стабилни системи и безбедни системи. Четврта, недостаток на обучен кадар. Млади луѓе брзо учат, но малку фирми инвестираат во нив. Сега ги знаеме сите многу добро предизвиците, ама ајде да видиме кои се можностите, тоа вистински силни можности. Тоа што сме мал пазар прави да сме подложни на брза имплементација. Значи нема долгогодишни сложени системи што треба да се рушат, да се менуваат, тоа е огромна предност. Имаме млад кадар со добри технички вештини. Најпрво младите брзо учат нови системи, а полесно е да се обучи некој нов да користи алатки со вештачка интелигенција, отколку некој со 20 години стара навика. Имаме европски фондови за поддршка за дигитализација и ова е најдобриот момент да се аплицира за дигитални решенија. Имаме глобални алатки кои што се достапни веднаш, нема ограничувања. Секој може да ги користи. И Xero, и SAP, и Zoho, и QuickBooks, и Pleo, и Revolut, и Stripe, и Payhawk и многу други. Компании што сакаат раст. Во регионот веќе се јавува генерација на предприемачи што бараат брз раст, а тоа значи и брза автоматизација. Значи, поентата е дека Македонија може да скокне директно во сметководство 4.0, без да мора да помине низ 20 години еволуција како големите пазари. И тоа е токму нашата најголема можност која што треба да ја зграпчиме и да делуваме на неа. На крајот, ова не беше само презентација за технологија, ова беше презентација за професија што се менува, за луѓе што растат и за нови можности што пред 10 години бреа незамисливи. Клучните 3 пораки кои што сакам да ги запомните е дека сметководството не е загрозено.
Технологијата не го заменува сметководителот, технологијата го ослободува сметководителот од она што не носи вредност, го прави поискусен, повреден и поважен. Сметководителот станува стратег. Во 2025-та па и понатаму сметководителот ќе биде аналитичар, советник, чувар на довербата, партнер на менаџментот. И број 3. Иднината е сметководство 4.0. И тоа не е далеку, и не е комплицирано, и не е страшно. Секој што ќе започне со мал чекор денес, веќе е чекор пред утрешната конкуренција. Сметководството не исчезнува. Сметководството еволуира. И токму вие сте тие што ја водат оваа еволуција. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека предавањето ви беше интересно, инспиративно и научивте некои нови работи, а во најмала рака ви се намали стравот дека сте заменливи. Не сте. А сега следува едно прашање.